Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Што се случува со телото за време на постот? Кои се правилата за здраво гладување, во кој дел од денот треба да се јаде, дали на ваков начин може да се изгубат килограми? Смеат ли да постат луѓето што се болни од ковид или пак кои што се соочуваат со симптоми на продолжен ковид? За сето ова повеќе од разговорот со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам за поканата. Повторно интересен и актуелен разговор, односно актуелна тема. Во низ историјата во многу цивилизации и религии, гладувањето се сметало за начин на прочистување на телото и духот. Так. Што вели науката? Што се случува со нашето тело, со организмот за време на гладувањето, на постот? Убаво е да се кажат сите аспекти кога зборуваме за гладувањето и за постењето, заради тоа што иако има вистина дека тоа може да му биде корисно на телото, сепак начинот на кој што се прави, колку време трае, кога ќе одбереме да го правиме, е тоа кое што финално ќе одреди дали гладувањето или постењето ќе има врз нашето здравје добар ефект или негативен ефект. Например, стана изворедно популарно во последните 3 до 5 години, не само во Македонија, туку на глобално ниво, да се зборува за така наречениот термин автофагија. И стана толку популарен термин кој што практично 10 мина да прашате што мислат, што значи тоа, веројатно е дека ќе добиете 10 одговори различни. Сите чуле дека тоа е нешто добро, меѓутоа никогаш и никаде не е добро дефинирано. Ајде сега дефинирајте. Да го дефинираме, да. И мислам дека ова е особено важно да го зборуваме, бидејќи тука се создаваат големи заблуди. Зошто? Заради тоа што, ајде ако станува збор за тоа на кој начин ќе го одгледуваме ова цвеќе пред нас, вака, така или поинаку, можеме и да истрпиме, да изгубиме едно, па второто да го гледаме како што треба. Меѓутоа, кога човечкото здравје е во прашање, таков тип на импровизација не би требало да има. Автофагија е природен, ние велиме во медицината, физиолошки процес. Значи, не е тоа нешто сега измислено, не е тоа сега откриено, не е нешто кое што човек може да го прави специјално па да добие не знам какви придобивки. Автофагија, прво да го објасниме самиот термин. Авто, од грчкиот збор автос, што значи сам, и фагија или јадење. Значи, нашите клетки ја имаат таа карактеристика да јадат, така да речеме, делови од самите себе, и тоа се случува кога, например, сме во одредени ситуации. Например, при пролонгирано гладување, на стручен термин е старвација, значи кога подолг период нема да има изложеност на храна, тогаш или кај одредени инфекции, вирусни и бактериски, да не навлегувам, меѓутоа генерално во тие ситуации нашите клетки имаат еден механизам за самозачувување. Како? Бидејќи нели треба постојано да се хранат, треба да ги вршат своите функции клетките и треба постојано да има дотур на елементи. Доколку се случи да го нема тој дотур заради пролонгиран период на гладување, тогаш нашето тело измислило еден механизам постоечката клетка да се храни со стари делови од нејза, така наречен отпад. Вообичаено тие би се издвоиле во посебни вакуоли и би се изфрлиле надвор и клетката на тој начин би продолжила да функционира. Меѓутоа, во период на гладување, најдено е дека постои овој природен механизам кој што ја одржува клетката да издржи подолг период во недостаток на храна. Ете, тоа е автофагија. 96-та беше добиена Нобелова награда од еден мислам дека беше јапонски научник, името не можам да се сетам, специфични се јапонските имиња, меѓутоа, тоа за жал после покрена една таква лавина на информации, која што ги збудали луѓето кои што го следат ова. Пример, за жал, фармацевските куќи, сакајки да го искористат овој природен механизам, тргнаа во потрага по кои лекови или хемиски субстанции би го предизвикале тој ефект на прочистување на самата клетка. Самата позабрзано, да речеме, да прави рециклирање на одредени своји делови, тие тргнаа во таа, да речеме, трка, додека пак цел тој свет на велнес гуру, диетални, разноразни тренери, сите там, тоа цел свет во Америка е посебен, тие тргнаа да го злоупотребуваат терминот автофагија на посебен начин, давајќи му посебно мислење, посебно значење
и убедувајќи ги луѓето дека јас ќе ви дадам диета која што ќе ве внесе во автофагија, што е апсолутен нонсенс од научна гледна. Тоа не е возможно. Не, видете, тоа е само еден природен механизам, ништо повеќе. Така. И ние, ако почнеме некој поинтензивен пост, или особено ако влеземе во фаза на гладување на подолг период, де факто нашето тело ќе го почне тој процес. Што знаеме, што не знаеме? Знаеме дека автофагија на вистина како процес има капацитет кај организмите кај кои што сме го проучувале, кај глувци, кај одредени видови на црви, кај одредени видови на габички, дека може драматично да им го пролонгира периодот на живот. Значи, животот да им го продолжи. И затоа тоа го виделе овие што ги зборував и сега одма сакаат да кажат дека важи и за луѓето. Не го знаеме многу тоа. наслови. Премногу. Гладувањето ќе го продолжи вашиот животен век. Сега, гледате од кај го влечат заклучокот. Значи, да, тоа е докажано дека не е само тоа, ние знаеме уште едно 30-40 години како наука знаеме дека пониско калорична храна го продолжува животот на глувците. Значи, тоа не е нешто сега научно-фантастично ново, веројатно е некоја комбинација, меѓутоа човек не треба да вади такви директни заклучоци. Во смисол дека ние немаме хумана студија, се вели. Студија кај луѓе кај кој што е направена, кај кој што ние ќе кажеме со сигурност, ние само можеме хипотетски да извлечеме потенцијални заклучоци. Во ред е некој ако сака да поверува на тоа и да ги искористи тие работи за своето здравје во одредени разумни граници. Меѓутоа, да се прави цела една индустрија врз основа на тоа за нешто кое што потенцијално е точно, а не е се уште докажано, мислам дека е малку најблаго кажано преурането. Тука има друг еден феномен на кој што ова се надоврзува. За жал, тоа е феноменот на зборување за човековото здравје моментално во светот, па за жал до некаде и кај нас, зборување на тема човеково здравје од секој и од секого. Значи, и тоа е многу важно човек да го истакне во ваква една конотација, бидејќи знаете како дојде едно време кога секој може да има своја под наводници телевизија, дали на YouTube, дали на Facebook, дали на било која социјална мрежа, и на тој начин да почне да го тврди тоа што го мисли и да го шири помеѓу јавноста. И сега, ако малку тоа звучи вака интуитивно и ако има добри презентацијски способности, има шанси да направи штета на многу луѓе и да ги убеди во нешто кое што апсолутно не е докажано. Например, кога ги истражував овие работи за автофагија повеќе сум читал, ако земете само да го искуцате терминот автофагија на англиски да видите, вам ќе ви се појават таков еден тон на веб страни, да, веб страни кои што и тоа баш пазев на првата страница немаше ниту една страница од научна институција. Впрочем, Green Smoothie Mama, Wellness Mama, не знам некои такви блогови, тоа се популарни, значи се окей. Меѓутоа, јас не велам дека тие луѓе можеби сакаат и некому лошо да му направат, свесно, но несвесно, и тоа како може да му наштетат на човек, бидејќи таму видов, например, еве конкретно за темата за постење на вода, тоа е нејадење ништо друго освен пиење вода, и тоа некои 2 недели, 3 недели, 40 дена, како јас го пробав и кој беше ефектот врз мене. И сега, навидум тоа делува дека некој споделува сопствено искуство, но тоа може да натера луѓе со специфична здравствена состојба, барајќи си го чарето, сакајќи да си помогнат, да пробаат, а при тоа да си направат огромна штета по сопственото здравје. И затоа, нели, секогаш зборувам на оваа тема, сакам да им кажам на луѓето, не слушајте мене, туку внимавајте кого слушате, значи одберете многу внимателно. Така имаше пред некој ден информација за некој спортист што пробал ваков тип на режим на исхрана, диета или како да се каже пост само со сокови од 2 недели, а имал при тоа кардиоваскуларни проблеми и починал. Ете, за жал, трагичен случај. Ти знаете како, сега еве јас ќе кажам, например, од моја гледна точка, сега ме интересира, например, градинарство. И сега имам градина, имам бавча, сакам да истражувам на таа тема. Вие ако отворите за да учите на YouTube на таа тема, па таму има 1 милион луѓе, што е многу трагично. Има од тој 1 милион луѓе, 99% се такви кои што еве јас се занимавам со тоа, еве и да ви покажам и на вас и да ве научам. Значи, човек ако го прави тоа за да го сподели, треба експлицитно да нагласи, луѓе, јас сум лаик во ова. Не можам да ве учам, можам да покажам бидејќи имам љубов кон тоа и ја споделувам со вас мојата љубов. Еве, јас ова ми е мене хоби,
споделувам, ама не можам да ве учам. Значи, не сум јас во ситуација, ниту имам, или за жал тоа се пресликува и кај здравието. Например, сега некој ќе рече, јас, и тоа е, тие се некои срцепарателни приказни, јас бев болен од тоа, го направив ова и сега лекувам луѓе. Ме разбира? Ако е така, нема да треба да постојат факултети и да учиме, да напредуваме. Така, значи, тоа е сведено на едно ниво, на таква една импровизација, која што не е само непрофесионална, туку е силно штетна за човечкото, опасна. Значи треба да се биде исклучително внимателен. Тоа е пораката. При сурфањето и барањето информации, само релевантни. Само релевантни. Па еве да ви кажем, еве на пример, го давам примерот со градинарството, да. Од тие 100 сајта кои што ги видов, јас 2 одбрав. Меѓутоа, што треба... Не секој знае да ги одбере тие сајтови. Тоа е проблем, особено кај здравието. И кој е мојата помош кон луѓето, што сакам да им кажам? Прво и основно, секогаш е пораката пазете на формалното образование на луѓето кои што го зборуваат. Обично тие кои што го немаат, тоа е скриено. Нема нешто вака, така, онака, нешто. Не, одма да отидеме и да видиме каде учел, што учел, со кој успех учел, во кој правец се развил. И заради тоа е многу важно да се посвети внимание на формалното образование пред се. Го почитуваме и неформалното образование. Тоа е начин за раст. Меѓутоа, особено во медицинските теми, кај што се или кога зборуваме на оваа тема за здравието, пораката до гледачите е да пазат на формалното образование на тој што го слушаат. Докторе, дали нашите тела се создадени да постат, односно повремено да гладуваат? Дали еволуциски сме создадени за таков начин на исхрана? Само современ феномен можеби неколку стотини години преку сила, е појавата да имаме храна нон-стоп присутна. Или да имаме храна секогаш, секој ден. Тоа е современ феномен. Кога човекот многу повеќе живеел и зависел од природата, достапноста на храната не била ниту оддалеку таква каква што е денес. Сега достапноста на храна често пати значи и да изодиме 3 чекори до фрижидерот и да отвориме. Меѓутоа, ако се вратиме само неколку илјади години наназад, ние целосно сме биле под влијание на природата, па имало сушни години, па имало години кога нема храна, нема плод, а ако одиме уште поназад кога сме биле во фаза на собирачи или ловци и собирачи на храна, тогаш пак можело да дојде и со неколку недели да сме во фаза да нема храна едноставно. И затоа нашите тела го памтат тој период. Еволуцијски тоа е присутно кај нас. Тој механизам се појавува во 2 фази. Во првата фаза во која што може да се јави и да биде интересна и да ја видиме и не толку опасна, е например кога гладуваме свесно, под наводници, кога сме во диета и ќе приметиме како после известно време нашето тело почнува да дава отпор или не функционира повеќе диетата, нели? Сме слабеле и одеднаш стагнира. Толку. Тоа значи дека нашето тело се сетило на овие периоди, ги вклучило тие механизми на штедење, на самопрезервација, на самозаштита и го забавило метаболизмот до таа степен да практично ние престанеме да губиме од телесната тежина, кој тоа ни е целта. Студиите тука се многу интересни. Од 30 до 40% е најдено можност за намалување на метаболизмот на човек кој што влегува во една таква, да речеме, диета. И тоа е многу важен феномен кој што треба да се знае и да се биде свесен кога се влегува во ваков процес. Вообичаено тоа настапува некаде околу 3-та до 4-та недела. Затоа, например, кога човек треба, ако сака да ја намали телесната тежина преку намален внес на храна, тоа да го прави на релативно благ и нежен начин, за да не го разбуди телото, за да не примети телото што всушност се случува и да не ги вклучи тие механизми. Нели, да не ја крене рачната и да каже, окей, нема слабење. Ние можеме потоа пак да го натераме телото да продолжи со губење на телесна маса. Меѓутоа, тоа е многу потешко и по многу повисока цена. Затоа слабењето, ако се случува малку побавно, да речеме, етапно, ние побрзо ќе стасаме за 3 месеци ако тргнеме да слабееме етапно, отколку ако за 3 месеци тргнеме да слабееме нагло, па ние ќе послабиме нагло првите 2 недели, нема збор, меѓутоа од 2-та недела до 12-та недела ќе се мачиме. А ако е поинаку процесот, ако е
сепак со внесна храна, но како вид на храна, слабењето може да продолжи во текот на сите 12 недели и на крајот ние кога ќе повлечеме линија, де факто поголем ефект да имаме од поднаводници бавното слабење, отколку од тоа што тргнало рапидно, брзо на почетокот, а потоа телото рекло доста е. Уште полошо е ако погледнеме на една година, бидејќи се правени такви научни студии, во однос на тоа некој се запрашал што се случува со луѓето една година после почетокот на диета. Ајде да видиме, и правени се такви студии. За жал, од тие конкретни студии на кои што јас се повикувам, дури над 80% од луѓето ја вратиле претходната телесна тежина, а еден добар дел од нив, различно е во различни студии, накачиле. Значи, после една година тие завршиле со поголема телесна тежина отколку кога ја почнале диетата лани. Затоа тука е важно, кога човек влегува во овие работи, сите ние сакаме брзи резултати за се. Такво е времето. Значи го разбираме тој момент. Меѓутоа, телесната тежина кога е во прашање, ние мораме да гледаме година, 5, 10, 20, 30 години однапред. Бидејќи нашето здравје треба да не служи, фала Богу, на една таква, стаза, да речеме на една многу долгорочна стаза, а не треба да се ставиме во ситуација, еве сега веќе ќе почне да се затоплува, март, треба да дојде летото и сега ајде да почнеме да слабееме. Можеме и сега да почнеме да слабееме, не е проблем, имаме време до летото, убаво да ослабнеме. Но ништо од тоа не треба да се прави вештачки, со сила, бидејќи токму овие механизми што ги спомнувате на заштита, на одговор кон периоди на гладување, можеме да ги разбудиме и цел процес да ни заврши неславно. Да. А кога и колку време треба да се пости? И какви се прехранбени рестрикции вклучува постот? Дали само целно отфрлање на одредени производи или пак и кој период од денот би требало да се јаде? Да. Тука веќе има многу простор за индивидуално како да се навлезе во ова прашање. Важно е да се каже дека нешто што може универзално корисно да биде, нели? За секој поединец мораме да зборуваме поединечно, но има некои конкретни општи правила кои што важат за поголем дел од популацијата, па можеме и да ги спомнеме во рамките на одговорот. Првото нешто кое што можеме препорачливо да го правиме, а тоа е да го намалиме периодот во денот на внесна храна. Тоа сега популарно се нарекува наизменично постење или intermittent fasting. Не станува збор исклучително популарна, но не станува збор за ништо научно фантастично. Тоа е човек наместо да доручкува во 8, да доручкува околу 10, преку сила 11, значи да го помести доручекот некои 2 часа подоцна и наместо да вечера, ако имал навика да вечера околу 9, да вечера околу 7. Значи во некои 8, 9 до 10 часа во текот на денот, во тој еден период да го збие јадењето доручек, ручек, вечера во тие 8 до 10 часа, а останатиот период од денот 14 до 16 часа да биде де факто преку ноќта, утрото и навечер, да биде без храна. И што се постигнува на таков начин? Многу силни ефекти има. Првото, например, луѓе кои што имаат проблем со хиперинсулинемија, еве првата група да ја речеме, гледаат драматично добри резултати. Зошто? Заради тоа што во еден, и тоа збориме за релативно краток период, за некои 4, 5, 6 недели ќе видат намалување на инсулинот. Зошто? Заради тоа што ние давајќи му толков простор на телото да одмори од храна, вака да го кажеме народно, да се одмори од варење телото, не ги возбудуваме и хормоните кои што неминовно го следат секој внесна храна. Во прва рака инсулинот. И ние ако сме ставени во ситуација, колку време и да сме будни, постојано нешто да грицкаме, и на тоа ако ја додадеме малку зголемената телесна тежина, ние се носиме себе си во една ситуација да континуирано го држиме високо нивото на инсулин, кое што прво е акутно, потоа е хронично. И доаѓаме до една фаза на така наречена хиперинсулинемија, кога телото има во себе инсулин на едно повисоко ниво во долг период во денот или речиси постојано. Тоа е проблематично од многу аспекти. Проблематично е бидејќи може да го отвори патот кон диабет. Значи хиперинсулинемија може да премине во предиабет и потоа во диабет. Има и други последици по нашето тело, а како луѓето ќе познаат дека се во таа фаза на хиперинсулинемија, вака народно кажано,
Прво ќе им се случува во текот на денот некогаш да им се стресе снагата, како што велиме народно, бидејќи високото ниво на инсулин ќе го турка шеќерот многу долу и на моменти ако се случи особено да не јадат неколку часа повеќе, а претходно биле навикнати повеќе да јадат, ќе падне многу, и ќе дојде тој момент на тресење, ете така. И втората причина, тогаш кога инсулинот е многу висок, се јавува чувство на глад кое што не е карактеристичен глад како што ни е физиолошки нормален, природен, помина неколку часа од јадење па ми се пријадува, а не, кај хиперинсулинемија се појавува глад, што велат моите пациенти, можам сега цела маса да ја изедам или онака да го отворам фрижидерот се да изедам. И тоа е импулсивен глад, тоа е глад кој што ги тера да јадат многу и брзо. И високото ниво на инсулин честопати го прави токму тоа и ги става во еден волшебен магепсан круг, бидејќи колку повеќе ќе јадат, многу кои ќе внесат, толку повеќе ќе го дигнат нивото на инсулин пак високо и после кој ќе помине тој циклус пак брзо ќе огладнат, пак ќе ги тера и тоа е за жал вака трае, може да трае со месеци, дури може да трае и со години. И затоа хиперинсулинемијата не е нешто кое што треба само еден метформин или еден глукофаш или тие се терапијата прва што се дава само на тој начин да се одговори на тоа. Не. Тоа може да биде составен дел од терапијата. Но клучот на терапијата кај хиперинсулинемија е начинот на живот. Промена. Тоа е имено. Значи тоа е првото. Не е фармакотерапијата првата. Значи диетотерапијата, исхраната, тоа со што јас работам, си има свое место. Некаде е прво, некаде е второ, некаде е последно, некаде не може ни да помогне од цела палета на болести. Меѓутоа, конкретно за хиперинсулинемија кај што зборуваме, тука е на првото место. Значи, тука е на првото место, бидејќи тие стручно кажано модификации на животниот стил, кои што кога ќе ги направи човек, може да ги види ефектите. Се разбира, ако треба да биде подпомогнато со метформин, ќе биде. Нема зошто да отфрламе фармакотерапија, фала му на Бога, може само да помогне. Но да се ослониме само на неизе, кога клучното решение е на друго место, тоа е голем недостаток. Или, ако е тоа веќе свесна одлука на пациентот, тоа е друг муабет. Нели, кога колегата ќе му објасни во детали дека еве метформин, меѓутоа не е тоа клучот. Клучот е да намалите телесна тежина, да промените начин на исхрана, да зголемите физичка активност. Некои велат не можем тоа да го направиме. Да, тогаш во ред. Ако свесно одбие човек, и ако нема алатки на кои што се може да се работи со него, да се натера, нема проблем, да се натера во позитивна смисла, тогаш окей, нека се оди према фармакотерапијата. Тука нема збор. Сега, кога веќе сме кај прашањето како треба под наводници благо кажано да се натера човек, тука има многу нијанси. Знаете како, тука ќе се прилагодите според моменталната состојба на пациентот. За некој ќе биде успех да постигнете да испешачи 5 минути на ден. Така. Тоа е многу субјективно. Тоа значи успех ќе ви биде кај некој пациент да намали 3 килограми. Кај некој ќе ви биде успех и е реално да намали 30 килограми. Меѓутоа, тоа е тој сооднос и влијанието на многу објективни и субјективни фактори. Субјективен фактор е и самиот лекар, субјективен фактор е и самиот пациент, но околината, поддршката од семејството, моменталната состојба во животот, има ли проблеми, нема ли проблеми, стрес на работа, сакам да речам, комплексно е тоа, но во секој случај ние бивајки свесни за таа комплексност, сепак ќе го дадеме советот за промени на начинот на живот. И затоа тоа може да направи голема разлика кога зборуваме токму за овие прашања. За хиперинсулинемија, за влијание и во кој период на ден да се јаде, да не се јаде. Сакам да речам... Значи, најизменичното гладување, односно пустење, тука би дало одличен резултат. Би дало одличен резултат и пак да се вратам на почетокот на одговорот. Ги можеме да ги кажеме општите правила, но за секого е поединечно. Значи си има начин на кој што треба човек да влезе и кој тип на пост и каков начин на исхранот и нели.
кај некои пациенти, например, веднаш ќе проценам дека од старт ќе си каже дека му е ритуал да стане во 6 и да јаде во 6:30. И сега ако тоа човек го правил со години наназад, да му кажете да доручкува во 11 часот, не може. Значи ќе го направи. Оти видете, гладот има многу ефекти. Еден од нив е да не направи многу нервозни. Значи сега не е поентата. Имено, сега не е поентата ние за да го внесеме човек во неизменично постоење да му го нарушиме квалитетот на живот или да го направиме да биде нервозен пола ден. Затоа тука ако треба во однос на тие периоди или тип на исхрана која што треба да се исфрли, и тука постојат модификации. Зошто? Заради тоа што нема тука правила кои што се сведуваат само на една работа. Тука е симфонија. Значи, може би ќе намалиме од едно, но ќе зголемиме со друго. Може би пешечењето одеднаш ќе биде проблем, па ќе го поделиме на два пати. Сакам да речам, се што треба, само треба да има добра волја од страна на пациентот и на лекарот. И индивидуален пристап кон пациентот. Така е. И со добра волја од двете страни да се бараат решенија. Ако така се тргне, решение сигурно ќе се најде. Ќе се најде. Ќе пуштиме еден блок реклами, почитувани веднаш потоа продолжуваме се до днешниот разговор. Останете на Телно, има уште многу работи да се разјаснат. Како гладувањето влијае на здравјето, ни објаснува доктор Александар Митов, магистер по јавно здравје. Докторот овој момент да им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, добре дојдени се и вашите прашања. Докторе, кога станува збор за гладувањето, дали одредени продукти кои што ќе се исфрлат може да создадат проблем што не се дел од исхраната на човекот, доколку биле долго време внесувани? Може ли тоа да предизвика некои нарушувања? Да, особено треба да се пази, например, за колкав период се откажуваме од некои видови на производи и тоа кој ефект би го имало, но и која е моменталната состојба. Например, за да сум конкретен, има луѓе кои што подолг период се откажуваат од месо. И сите производи кои што се нели поврзани со месо, и таму е можно да се појави недостаток од B12, од витаминот B12. И тоа не е едноставен проблем. Значи, недостатокот на B12 може да биде, без да претерувам, и животозагрозувачки. И затоа, ако човек, например, тргне во некоја таква фаза, треба да пази. Најдобро е да не се предпоставува, туку да се измери. И нивото на B12 може да се измери во крвта, и нивото на витаминот D може да се измери во крвта. Исто велат витаминот D се намалува при постите, при гладувањето. Да, можно е. И затоа, например, ако човек има навика да прави, да речеме, контрола на крвни слики, контролни еднаш годишно, како што некои луѓе имаат навика, може би идеален период е човек да направи таква некоја анализа пред да почне со пост. Зошто? Заради тоа што никој не знае што има во неговото тело без барем на еден начин да дзирне. Крвната слика нема да даде комплетен увид во тоа што се случува со нашето здравје, но ќе даде еден делумен увид, и тоа би било добро да го направи човек за да знае каква му е здравствената состојба, дали да влезе, како да влезе во пост и кои работи да ги елиминира. Ова важи за сите видови на пост кои што не се толку ригорозни. Значи кои што подразбираат ограничување само на одреден начин на одредени намирници, дали од животинско потекло, дали на било кој друг начин. Но има за жал трендови на така наречено гладување на вода, кои што се присутни на овие социјални медиуми, и таму човек треба да биде изворедно предпазлив и внимателен ако се нафати да ги прави. Јас, впрочем, не ги ни препорачувам воопшто човек да ги прави без надзор. Без медицински стручен надзор. Со медицински надзор прифатливи се здравствено овие? Има, например, ќе ви кажам... Гладувања со вода? Да, има... Речеме, еднаш во седмицата, еден работен ден, не јадеме ништо, пиеме само вода. Има, ќе ви одговорам и за тоа конкретно, но има, например, клиника во Германија, Бухингер клиника, имав чест да запознам еден од семејството, 4 генерации лекари се тоа, значи за прв пат е воспоставена во 1920 година Бухингер клиниката во Германија, значи веќе над 100 години. Тоа е медицинска установа која што практикува ваков тип на медицинско контролирано гладување или постење, кога пациентот
ќе биде прегледан, е под надзор на лекари, па се внесува постепено, па има фаза на сок, па фаза на вода и како постепено се води и имаат, барем тие објавуваат доста контролирани научни студии во релевантни, респектабилни научни журнали, каде што се гледа дека имаат позитивни ефекти кај различни состојби. Меѓутоа, пак ќе речам, ако е еден ден, тогаш е во ред човек да го направи сам. Значи, ако е, да речеме вака, еден ден одлучи да биде само на вода, да речеме, немаме докази медицински дека на тој начин може да го дестабилизира сериозно здравјето. Се како тоа не го препорачувам на луѓе кои што имаат диабет, во ниту една ситуација не препорачувам да е 24. Да, таму е конкретна ситуацијата, значи за диабетичари не би го препорачал. Но за други луѓе, особено за целосно здрави луѓе, една таква фаза на поднаводници прочистување може да му делува добро на телото. Но се што е подолго од 24 часовно гладување, еве затоа и го спомнав доктор Бухингер и неговата клиника, тоа се веќе тука веќе бара надзор. Зошто? Заради тоа што вие не знаете како ќе одговори вашето тело на конкретната ситуација. Например, нели, порано ја смета и популарна беше исто така кето диетата и влезот во кетоза. Кај најголем дел од луѓето кетозата нема да направи здравствен проблем, но кај одреден дел од нив кетозата може да ги однесе и до кетоацидоза, значи може да направи многу сериозна здравствена медицинска состојба. Сакам да речем дека сите тие поригорозни пристапи не треба да се прават на сопствена рака. Значи, ако веќе станува збор за нешто од тој калибар, тогаш тоа треба да биде под надзор на медицинско лице и тоа медицинско лице кое што е спремно да следи таква состојба. Јас многу пати кога пациенти ми барале да им ординирам кето диета, сум кажувал дека јас не сум во ситуација да ја следам. Значи, зошто? Заради тоа што прво треба да сум сигурен во колку пациентот ќе биде дисциплиниран и второ колку ќе биде внимателен во однос на мерењата, на редовните мерења во урината. Има кетони, нема кетони. Сакам да речем, има кај кето диетата има една многу покомплексна медицинска слика и многу работи треба да се следат и да се пазат за да биде секако што треба. Не е толку наивно како што може да му делува на некој блог или на некој портал. И исклучително често се применува кето диетата, бидејќи дава брзи резултати при губењето на килограми. Точно, ама знаете како тоа е како оној вицот, српскиот виц, што знае дете, или како беше, што знае дете, што се 100 кила ги зима и ги носи. Нели? И сега, ако човек не е медицинско лице и не знае што може да му се случи на пациентот, многу полежерно му пристапува и не е свесен за ризиците со кои што можеби потенцијално се соочува. Затоа ова не се едноставни теми. Тројца гледачи очекуваат да постават прашања. Ќе ги замолам само да бидат поконцизни со прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ево уште една шанса за гледачот. Добар ден. Доколку не можеме да го вклучиме овој гледач, ајде да се обидеме со следниот. Добар ден за него. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Стварно е добро, кои другите емисии што ги приведувате, што ги има. Благодарам. Сега вака, цело време се збори за слабење, би бил за качување килажа. Да. Добра. Значи тоа не е, пошто мислам дека и тоа припаѓа во диета. Иначе на остов на било какви портали, не сум тој што чита све, меѓутоа на еден убав канал Да Винчи имаше некои нови студии кој наводно некој хормон кој што делува на диетата, уствари на килажата, директно е врзан, кој што дури после 6 години го прилагодува телото да ја запази таа килажа. Се до тогаш се враќа во првобитна форма. Толку од мене. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, го вклучим и следниот гледач, како тој ќе ги искоментирате. Ќе дадете одговори. Добар ден и за следниот. Добар ден. Повелете. Ајде, поздрав до докторот и за вас. Ви благодарам. Едно прашање само сакав да прашам. Јас сум околу 60 години и земам D-витамин ради ова короната една година дена од јадарка. Дали да продолжам летно време или да продолжам или да прекинам, сега ме интересира. Толку само. Ви благодарам за вклучувањето, повелете се. Со задоволство. Прво му благодарам на првиот гледач што отвори една многу убава тема. Тоа е темата на нашата
под наводници прифатена од нашето тело телесна тежина. И има многу научни студии околу тоа и се испоставува дека нашето тело знае од прилика каде сака да стои со телесна тежина. И хормоните кои што тој ги спомна, тука се и грелинот, и лептинот, тоа се тие хормони во право е, тие се тие чие што ниво влијае и треба баш подолг период за да се врати телото во еден или во друг правец. Што значи дека нашите тела сакаат да функционираат на некоја одредена телесна тежина, нели ќе речат луѓето упорно ме враќа нагоре или надолу, како да тоа да сака да стои. Не е тоа никогаш една бројка, тоа е некој интервалче. Например, меѓу 73 и 75. И тука некаде телото постојано како да тежне да се врати на таа телесна тежина. И кога е во прашање таа посакувана телесна тежина на нашето тело, јас им кажувам на моите пациенти да бидат внимателни и да го слушаат своето тело, има причина зашто телото одредило баш таму да биде. И ако треба да го одвикнеме од тоа, ако е тоа малце повеќе, тоа треба да го правиме на многу паметен и веш начин. Тука се отвара многу поголемото прашање како човек си ја одредува својата посакувана телесна тежина, ама не физиолошки, туку свесно. На тоа влијат многу работи, меѓутоа тоа може многу пати да биде и погрешно. Многу пати ние можеме да замислуваме телесна тежина која што де факто не му одговара на нашето тело и ќе се бориме со него. А тоа не е секогаш баш добра идеја. Во однос на прашањето за витаминот Д, кај многу пациенти во Македонија, од моето искуство, во сред лето мерите ниво на витамин Д и ќе видите ниско ниво на витамин Д. Ако надвор моментално грее сонце, мене тоа ништо не ми значи бидејќи сум дома затворен. Или ако само во одреден денот всушност од 10 до кај 2, да, зависи, така е, во летото е малце подолг тој период. А тогаш седиме дома. А тогаш седиме дома. Така што нека не залажува тоа што сонце можеби надвор пука, ама ние кога ќе излеземе или ќе сме наоблечени или ќе сме премачкани и практично дали реално нашата кожа ќе биде изложена на сонце неколку минути во денот. Со толку не правиме доволно витамин Д. Медицинскиот пристап би бил да се измери нивото на витамин Д барем еднаш во годината. Тоа е конкретнијата препорака. Но, ако дури да не се направи тоа, 1000 единици на ден се смета за нормално ниво кое што може да се дава и лете и зима. 1000 единици не се сметаат за нешто кое што е на грани. Например, да, 4000 единици, например, е нешто кое што не може да го дадеме баш на секого. Значи, треба таму обврзно да измериме ниво на витамин Д во крвта, па тогаш да видиме дали цело време да даваме 4000. Сакам да речам, да ја направам разликата помеѓу 1000 и 4000 единици. 1000 единици не сум видел ни студија, ни човек, ни било каков можен ризик некој со 1000 единици да дошол до хипервитаминоза. Значи не сум сретнал ниту во литературата, ниту во реалноста таков. Значи тоа е една безбедна доза која се смета за безбедна доза, да се зема без проблем во текот на целата година. За зимата па апсолутно, за зимата па да не зборуваме, веројатно и мала. А за летото најверојатно е во ред. Доктор, уште еден гледач ке вклучиме, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон ја Антовитке Јана, јас сум пациент со диагностицирана хипотиреоза на 66 годишна возраст и реално проблеми со килажата. Добар ден. Да, така ве слушаме, значи имате хипертиреоза и проблеми со килажата. Ете така, прашањето ми е следно, и покрај повеќе обиди диета ваква таква, ќе постигнем некој резултат и пак се враќаме на некои 75 килограми. Лично би сакала да се вратам на 67, 68, тоа се тие што најлесно сум ги носела на себе. А сега прашањето ми е следно. Овој начин режим на исхрана, 8 часа во денот да се јаде, другите 16 да се пости, нели? Дали во текот на тие 8 часа храната е ограничена во смисла на ова смеете, ова не смеете, или јадете некој нормален режим вообичаен што го имате? Тоа ми е прашањето. Пошто велите дека на таков начин се постигнуваат извонредни резултати и тоа за 6 до 7-8 недели. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е добро прашање. Каква треба да биде исхраната во тој период? Јас се знае дека ќе одговорам македонска верзија на медитеранската исхрана. Значи, мојот одговор секогаш ќе биде дека најдобро е човек да се исхранува
по македонската верзија од медитеранската исхрана. Каква е таа Тоа. верзија? Што исклучува Тоа всушност? е верзија видете, тоа е верзија која што вели месото да биде еднаш во неделата, рибата да биде 2 пати во неделата, а сувомеснати не, газирано не, многу пржење не, пропржување на кратко да. Кој што има маслиново масло во себе, но не повеќе од една голема лажица во текот на денот. Кој што има многу зеленчук, многу овошје, житарки кои што се од цело зрно, кои што заборавивме да ги користиме во нивната оригинална зрнаста форма. Значи, тоа би била идеалната храна во тие 8 часа. Вие секако ќе видите успех ако се само 8 часа, па си јадете тоа што го нарекувате природно или нормално. Нели, што е нормално е прашање за вас, едно е, за мене друго е. Значи, тоа се вкусови. Но ако јаде како што си јадала пациентката, еве така да кажеме, најнародно, ама ги ограничи јадењето во тие 8 часа, сепак ќе види резултати на подобрување. Значи сепак ќе види. А ако сака ептен да види резултати, тогаш треба да се комбинира овој македонски начин на медитеранска исхрана со тие 8-16 часа и тогаш резултатите се извонредни и видливи. Важно ли да се пие многу вода во текот на ваквото наизменично постоење? Да, при што водата не е ограничена во цел период. Значи некој за да не мисли нели дека само во тие 8 часа треба да се внесува се. Добро што ме потсетивте заради тоа што и вода, и чаеви, и било кои други течности, доминантно кои што не се многу благи или да имаат потреба од обработување, се смета дека е во ред да се внесат надвор од тие 8 часа. Значи, например, ако човек почне да доручкува во 10:30 или во 11, може наутро да пие и лимонада, може да пие и па да речеме и кафе ако е незасладено, значи нема да го наруши тој период на нарушување на постот ако се внесат течности, а за вода да не зборуваме. При што за вода секогаш велам над 1 литар, а која ќе биде горната граница, ќе одреди периодот од годината, што правите тој ден, како сте наоблечени, каква храна ќе јадете и сите други фактори кои што одговараат на тоа колку вода внесуваме. Така што нели за храната зборуваме, но и водата да не ја заборавиме во секој случај. Што е со лицата кои што се болни од ковид или пак кои што се соочуваат со постковид синдромот, односно продолжен ковид? Да. Дали тие смеат да применат некоја форма на гладување? 8-16 нема да им направи на нив, не очекуваме да направи проблем, бидејќи не станува збор за нешто вештачко, неприродно, тешко за правење, но од друга страна сите порадикални методи на држење диета не би ги препорачал кај лица во фаза после ковид. Зошто? Заради тоа што се испоставува дека ние за таа болест колку и да знаеме, еве 2 години поминаа, се уште малку знаеме и се уште успева да не изненади. Влијае на ова, не сме знаеле дека влијае на нешто трето, пето, затоа имајќи предвид и особено дека треба постепено да се врати силата на телото, јас не би препорачал во период после ковид на некоја нагла диета. Поздрав начин на исхрана ако реши пациентот, да, може само да му помогне, но некои ригорозни диети во период после ковид секако дека не. Впрочем, тоа е исто и кога ќе млади мајки кои ќе решат да слабеат веднаш после породувањето. Првите 6 месеци никаква диета. Значи има одредени состојби кои што исклучуваат диети. Временост. Да, значи кои што требате да сте, можете да зборувате за некој здрав начин на исхрана, здрав режим на исхрана, но тоа не спаѓа во тие рестриктивни методи, тоа не спаѓа во тие исклучување ова нема или калориски дефицити. Значи калориски дефицити ниту кај после корона, ниту во бременост, се разбира зависи колкава е телесната тежина таму, а не ни во период на доење. Во првите 6 месеци ти може да се случи тогаш да биде малку повеќе, нели, како да речеме, мајката нетрпелива да рече, ама долго време со зголемена телесна тежина, побрзо да се вратам, да си ја вратам линијата, но не првите 6 месеци. Значи првите 6 месеци не е ништо ригорозно, особено ако дои.
Докторе, а ми дадоа знак дека треба да привршуваме, само уште едно прашање, односно подпрашање, што е со оние лица кои што се постојано на работа, се многу уморни, а и сака да применат еден ваков режим со наизменично гладување? Тој може да им помогне и на нив. Значи, дури кај оние што чувствуваат премор, константен, хроничен? Они тогаш повеќе треба да обратат внимание на сонот. Оти многу почесто спиењето или полнењето на батериите во тој дел се движи. Многу пати презафатени луѓе не се свесни дека кратат од сонот. Значи, затоа велиме, нели, кога разговараме за пациент, зборуваме за храна, физичка активност, потреба од суплементи на природна основа, релаксација и спиење. И сон, така. Комплетно се. Ви благодарам за денешното гостување. Ви благодарам вам за поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, на наше големо задоволство, верувам и ваше, беше гостин во емисијата. Се гледаме секој работен ден на Телма. До гледање.